Добро, како што знаете, мандатите на пратениците на опозицијата не беа констатирани на 18 овој месец и бев повикан на разговори од премиерот Груевски да отпочнеме разговори за барањата на опозицијата. Барањата на опозицијата ви се вам познати, а преку вас и на нашата македонска јавност. Денеска се обидовме да воспоставиме разговор за барањата на опозицијата. Тоа се 5 теми за кои што денеска ги предочив на премиерот, кои се нашите барања и можам да соопштам дека не постигнавме договор, нема разговор заради темата техничка влада. Така да, тоа е тоа кое што денеска се разговараше, нема договор за отпочнување на разговори и преговори помеѓу власта и опозицијата заради темата техничка влада. Дали ова последен разговор меѓу вас двајца дефинитивно не се договорите или оставате? Ставовите на опозицијата ги знаете. Ние нашата решителност ја покажавме пред целата македонска јавност, прво со давање на изјави за неприфаќање на мандатите, па принудени спротивно на устав и на закон да поднесеме оставки. Оставките се во парламентот, дадени од опозиционите пратеници. Ние од нашите ставови не отстапуваме, нашите ставови се исклучиво во интерес на државата и сите тие ставови кои што како теми ги наметнавме пред јавноста и денеска на разговорите имаат конечна цел да ја подобрат Република Македонија, да ја направат нормална земја која што ќе биде подготвена да спроведе фер, слободни и демократски избори. Да ги постигне последните цели, конечните цели, а тоа се слобода, демократија и владење на правото. Тоа е со темата јавен сервис. Тоа го зборува. Па нема почеток. Без техничка влада, сите други теми се ирелевантни за разговор. Како што знаете, опозицијата нема намера да води гол инает. Ние сме подготвени на преговори и разговори, затоа сме денеска овде. Ако е подготвена власта да разговара за нашите барања, вклучително за темата техничка влада, деталите секогаш може да се допрецизираат. Ние сме политичка коалиција која што има јасни и прецизни барања кои што се во интерес на државата, а власта е таа која што треба да каже дали е подготвена да разговара за тие барања. Некако не сте оптимист, господине Заев, нема оптимизам кај. Апсолутно не сум оптимист. Вие знаете дека приматот на нашето барање, прв приоритет е техничката влада. Од таа прилика денеска можам да соопштам, ако нема подготвеност за разговори од страна на власта за техничка влада, навистина другите точки кои што и вие знаете дека се полесни точки за преговори, тогаш и се безпредметни за отварање. Дали ова значи дека оставките ќе бидат констатирани на опозицијата за пратеници во собранието? Тоа е оставено на владеачкото парламентарно мнозинство да го одлучи. Освен за техничката влада, имаше ли расположение за другите 4 точки да се разговара или тука почнахте и завршите околу текста? Денеска деталите не беа образложени по сите теми на разговор. Целта на денешната средба беше председателот на најголемата владеачка партија и председателот на најголемата опозициона партија да видат дали има можности да отпочнат преговори. Знаете дека преговорите се од суштинско значење, темите се навистина многу значајни, има многу детали во секоја тема, која што на работни групи може да се преговарат, секако со конечна наша вклученост како председател на опозиција и председател на власта или на владата. Апсолутно ги предочивме барем деталите за нашите барања, за да има појасна представа представникот на владеачкото мнозинство, тоа е премиерот Груевски, да ги соопшти пред неговите органи и тела во политичкиот субјект кој што го води, а секако и пред владата. Ако одлучат поинаку, ние сме овде. Ние сме во Република Македонија и секако немаме намера да отстапиме од нашите барања. Се што е наше барање е во интерес на државата. Немаме исто така намера да водиме гол инет, она што го бараме е апсолутно легитимно. Бараме слободно изразување на волјата на граѓаните. Што понатаму, господине Заев? Тоа ќе ви го каже премиерот Никола Груевски. Доколку се организира понатаму? Дали однапред практично со ова што го кажувате, вие однапред го знаевте исходот на оваа средба? Што беше целта на доаѓањето? Оваа средба ја инициираше премиерот Груевски. Ако Заев не се појави на оваа средба, тогаш испаѓа дека опозицијата води инет. Опозицијата, напротив, многу прецизно 5 теми на преговорите ги објасни и објави пред јавноста. Премиерот Груевски е тој што инициираше оваа средба и тој треба да ви каже од кои причини ја инициирал оваа средба.